Денеска ќе зборувам за како човек да ја смени состојбата, како да направи некоја негативна состојба да дојде у позитивна состојба, како да едноставно ги смени мислите, како да ја смени фреквенцијата на неговите мисли, како да ја смени емоцијата, како да ја смени фреквенцијата на неговата емоција и така натаму. Денеска ќе биде тоа темата на лајвот. Silver Arrow, Silvestри, поздрав. Доколку сакате, чисто тоа имате го на ум, правиме доста тимбилдинзи и мотивацијски предавања со компании, така да доколку имате компанија или сакате да сугерирате кај некој од предпоставените во компанијата да имаат мотивацијски предавања или тимбилдинг активности кои што имаат за цел да го подобрат тимскиот дух, да подобрат продуктивноста на луѓето, меѓучовечките односи во тимот и во компаниите во кои што сте, може да предложите да на предпоставените да имаме такви активности, поради тоа што се стварно многу ефикасни и имаме супер фидбек од тоа. Океј, значи денеска ќе зборувам на тема како да ги смениме негативните мисли. Поздрав Горде, Весна, Ристенка, Петар, фала. Како да ги смениме негативните мисли, како да дојдеме до позитивни емоции и така натаму. Значи, кога работам лични консултации, како што знаете, нели имам завршено медицински факултет, ама не работам како доктор, работам како лайф коуч, како тренер за личен развој, како мотивацијски тренер. И работам секогаш со објаснување, им објаснувам на луѓето како да дојдат до знаење, поради тоа што гледате, знаењето ќе ве извади од проблемите. Зошто? Поради тоа што знаењето го зголемува свесноста. Како да најдеме решение за проблемот? Мора се зголеми свесноста. Ако човекот ја зголеми свесноста, ќе се зголеми одговорноста. Кога ќе зголеми свесноста, човекот ќе дојде до решение за неговите проблеми. Но луѓето некогаш имаат проблем поради тоа што го гледаат нештото од дадена точка на гледиште. Тоест од даден агол на гледиште. Знаете како да е решението тука, ама ти само до тука ти оди главата. Тинг, 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 тинг. Сега некој ќе ти ја сврти главата малку од подруг агол и човекот ќе дојде до соодветната точка на гледиште што ќе му го најде решението. Затоа што гледате, наједноставен пример да ви дадам, проблемите како такви доаѓаат од дадена точка на гледиште. Ако човекот има дадена точка на гледиште, јас све знам, ти ништо не знаеш. Ја не ми треба помош мене, јас сум тој кој што не му треба промена и окажување. Тој со таа точка на гледиште ќе има проблеми со многу луѓе и ќе им направи проблеми на многу луѓе. Поради тоа што точката на гледиште нема е соодветна, нема е најдобра. Така да секоја промена на точката на гледиште, човек може да опфати поголем спектар на гледиште и може да разбере повеќе други луѓе, затоа што ако имате ваква точка на гледиште и ваква точка на гледиште не е исто, поради тоа што човекот кога има широчина во точката на гледиште, таа широчина во точката на гледиште му дава подобра перспектива. Знаете, не е иста перспектива на врвот на планината и на подножието на планината. Како ќе се искачите до врвот на планината, имате друга перспектива. Качувањето до врвот на планината после тоа ви дава свесност за тоа како да искачите нова планина, како да искачите нов предизвик, но и кога ќе дојдеш на врвот на планината, ти уствари почнуваш да ги гледаш сите подобри патишта кои што си можел да ги одбереш, но тие знаење кои што ги собираш при тоа од врвот на планината е на некој начин човек ќе дојде до врвот на планината секако и сам, но на некој начин кога човекот работи со некој другиот човек му укажува како да имате малку GPS систем да ви олесни како побрзо стигнете до некоја дестинација. Некојаш луѓето ќе дојдат во препреки на планината и ќе се откажат од препреките на планината и никош не се искачуваат на врвот на планината. Некојаш на луѓето им треба 2 години да дојдат до врвот на планината, некој 20 години. Затоа и книгите, едукацијата, образованието, помошта од други луѓе е како да дојдеме до информации кои што ќе ни помогнат некако побрзо да дојдеме до врвот на планината и како да дојдеме до целта која што ја сакаме. Кога зборувам за оваа тема, денеска ќе зборувам за нешто кое што е многу интересно. Знаете, некојаш кога ќе дојдат луѓе да работиме со нив, секогаш сакам да им помогнам, да им објаснам во врска со тоа како умот функционира,
кои се некои од правилата на животот, како човек со подобра точка на гледиште да приде кон решавање на проблемите, како со подобра точка на гледиште да приде кон животот генерално, поради тоа што ако човекот има некоја негативна емоција, ако човеков е нантјор, ако човекот е мрготче, ако има негативна емоција, тој не му приоѓа на животот со позитивна енергија, не само што си прави проблем себе, него прави проблем на луѓето околу него, поради тоа што со таков став и со таква енергија кон околината, ти не само што ќе се направиш проблем на себе, него им правиш проблеми и на другите луѓе околу тебе. Сега, кога збориме за проблеми, збориме на некој начин за точки на гледишта. Имате некој човек кој што има точка на гледиште дека викендици има на некоја планина остаена од татко му у аманет на, не знам, по наследство, и сега он мора да идат сите у таа викендица, и он како мал не ќе да иде у таа викендица, зашто му било досадно у викендицава, затоа што не може што се прави, ама татко му го терал да идат у викендица, и сега он ги тера сите која на викендица у негово наследство, сите да идат на викендица. Жена му сака да не идат на викендица, сакаат оваа година да идат на Халкидики или некаде на Јадранско море, он вика, ма шо ќе трошиме пари, ќе идеме на викендица, затоа што таму има чист воздух, поладно е, ќе заштедиме пари, едно друго трето. И не дека може би тоа е добра солуција, му сакам да кажам, он секоја година ги тера да идат на викендица, за да не идат на одмор некаде. Сега на женава, од нејзина точка на гледиште треба да идат на Халкидики, треба да идат некаде на, не знам, на Истра, Далмација, каде да е, сака да идат во Албанија на одмор, Црна Гора. Женава не ќе више да иде на викендица. Се имаат проблем поради тоа што имаат различна точка на гледиште. Мојабетот што ми е, луѓе, точката на гледиште е нешто кое што ќе ни помогне да ги разрешиме многу од нашите работи. Поради тоа што, како што реков, може би решението за проблемот е тука да го видиш перспективава, да видиш аголот, но некојаш таа перспектива и точка на гледиште е баш тоа на кое што ние треба да работиме. И не секој човек е волен да работи. Знаете, имате многу луѓе што ќе речат, мене не ми треба ова, јас све знам. Јасно, тој човек што све знае, не може да му ја смениш перспективата и точката на гледиште, и затоа тој човек ќе си остане во истиот проблем. И затоа ќе ги прави истите проблеми на тие околу него, поради тоа што не ја сменил перспективата и точката на гледиште на подобро. Но ајде да речеме пример. Ке дојде некој човек со кој што работам, да ви дадам само еден начин како човекот може да ги смени мислите, емоциите и така натаму. Секако, за да се сменат некои мисли и емоции, ние мора да работиме на себе. Мора да работиме на нашиот ум, да знаеме зашто тој ум ги креира тие проблеми, зашто тој ум ги креира тие ситуации и така натаму. Затоа што ги кажеме на работа, ако човекот не е соочен со предизвици и ако не е соочен со нешто да постигне, затоа што ако ние имаме цел во животот и сакаме да постигнеме таа цел, ние ќе имаме предизвици, ќе имаме некој тип на проблеми со кои што ние ќе мораме да се соочиме. Но замислете, имате ситуација каде што некој не работи. Умот не е заситен со проблеми. И затоа што не работи и денот му е празен, он ќе почне да креира проблеми од ништо. Он ќе почне да креира проблеми од тегла тајвар која стегнал. Зашто тегла тајвар е толку стегната? Гледате се, тегла тајвар е проблем. Левото уво му зуи поише од десното. Тоа е проблем. Ноктот зашо вака му е рапав, едниот другиот не му е. Знаеш, луѓето ќе најдат проблем од се и се што ако немаат цели и предизвици во животот. Затоа што гледате, умот му требаат дадени типови на предизвици и проблеми. Ако не го нахраниш ти умот со некои конструктивни проблеми, конструктивни предизвици, умов ќе најде проблем од се и се што. Мажов може би е на работа до 4 саат, ама женава не работи и се у странство. Сега затоа што се у странство и нема жената со кого да разговара, затоа што мајкина вивер не може да ја бара секој 15 минути на телефон или другарките. И сега што се случува е мажов место у 4 да е дома, он каде у 4:30 дома, женава прави скандал. Зашто пола сат касниш, кај си бил? Да не имаш некоја и така натаму. Зашто? Поради тоа што, гледате, ако човекот дента нема проблем, нема со што да го нахрани умот, он ќе измисли проблем. Ќе измисли проблем од кај што нема проблем. Сега, ајде да отидеме на нешто кое што сакам да го спомнам во ова емисија. Имам еден цитат: ако на умот не му најдете занимација, тој ќе ви најде секирација.
Запомнете го. Ако на умот не му најдете занимација, тој ќе ти најде секирација. И обично така бива. Ако на умот ти не му даеш занимација, он ќе ти најде секирација. Зашто? Поради тоа што немаш обврски, не ти е денот полн, едноставно работите ти се досадни генерално, затоа што ако ти имаш работа, ако имаш мисија, ако имаш посветеност, ако имаш цел, кога ќе дојдеш дома, едно пола саат прегледување на што има на социјалните медиуми ти е интересно. Ама ако денес ти цел ден гледаш што има на социјалните медиуми, у 2 сати стане досадно више да го гледаш што има на социјалните медиуми, поради тоа што цело време си со тоа си го изгустирал, досадно ти е тоа. Сега, ти ако имаш па мисија, цел, работа, затоа е важно човекот да има работа. Мора да има некоја главна мисија, визија и цел. И да има посветеност кон таа визија, мисија и цел. Зашто ако има визија, мисија и цел, гледате, некои работи стануваат помалку важни. Неважните работи, гледате, не му се приоритет на него во животот. Приоритет што му е? Приоритет му е целта. И ако човекот е насочен на тој приоритет, на таа цел, која што треба да ја постигне во животот, некоја цел која што се е зацртал, гледате, тогаш има малку време за да му бидат некои работи интересни. Се уште идењето на кино му интересно, ама ти ако ти цел ден не долава идеш на кино, не може да биде интересно 6-то кино, затоа што ти е досадно. Ама ти ако си имаш своја работа, ако имаш своја мисија, ако имаш своја посветеност, тогаш околните работи стануваат стварно интересни. Сега, кога има некој човек, да кажеме, стравови, ајде да кажеме, имате некој човек кој што има стравови, имате некој човек кој што има анксиозност и така натаму. Ајде да се вратам на нешто што сум го зборал поради тоа што ќе искористам тоа. Имам цел лайф на тема анксиозност, први и втори дел. Може да го гледате, например, на YouTube, каде што зборувам за анксиозност, за страв и така натаму. Нема да зборам денеска за тоа, него сакам само да дадам една идеја. Анксиозност како збор потекнува од латински збор ангере, што значи да гушиш некога. Ангере доаѓа од збор ангст, ангст на германски е страв. Ама ангст на индоевропејски, тоа е стари јазик од кој што се развили индиските и европските јазици, вклучувајќи го и латинскиот јазик, на индоевропејски зборот ангст значи мал простор, ограничен простор. Гледате, страв и анксиозност, па и зборот депресија, де е надоле, пресија прицук, значат мал простор. Човекот ако е цело време дома, не излага, не прошета, не излезе малку, не најде работа. Гледате, ако човек има работа, он ќе излезе од дома. Се не викам човек да никад не се прибере дома, не го зборам тоа. Него сакам да кажам, ако човек замисли имате некој момче кој што нема девојка, нема работа и цело време е дома, тој човек е у мал простор. Малиот простор прави негативни мисли. Кога ќе отиде човек на планина, кога ќе види ширината на планината, он нема негативни мисли, он нема ни мисла. Кога ќе отиде на некој езеро или на море и ќе види во хоризонтот, во широчината на морето, тој нема негативни мисли. Ама затвори се ти у 4 зида дома, ќе имаш негативни мисли. Добив еден податок, не знам колку е точен, дека за време на пандемијата луѓето имале најмногу разводи во Македонија. Па кога ќе го затвориш некој у 4 зида, гледаш, не дека некои рестриктивни мерки не беа како што треба, веројатно ги направиле затоа што биле проопстаносни, ама сакам да кажам, поентата ми е во целата таа белја да луѓето мораа да бидат дома за да се регулира пандемијата. Негативното беше дека тоа затварање во 4 зида предизвика негативни мисли. Луѓето ќе се истепаат. Зашто? Затоа што мал простор. Сега беше ли неопходно, веројатно, за време на таа пандемија и така натаму, но поентата ми е, гледате, кога човекот ќе е затворен во тој мал простор, кога човекот е затворен, она што се случува, доаѓаат негативни мисли. Стравот те тера да се повлечеш у мал простор. Затоа што се тука си безбеден. А уствари си не безбеден. Ама ти имаш негативна мисла дека надворен е безбеден, ти се сакаш да се повлечеш у мал простор. Пак ќе кажам, не зборам као за време на пандемијата, кога веројатно било неопходно за тој тие рестриктивни мерки биле дадени за да може да не се шири пандемијата, па морало човек да биде у мал простор. Но гледате, луѓе, нема пандемија. Сега, човек ако цело време е дома, сега нема пандемија. Ако човек е цело време дома, тогаш ќе му се јават негативни мисли. Зашто цело време е дома? Затоа што мисли дека надвор е опасноста. Само по себе тоа е проблем. Да ти мислиш дека надвор е опасноста, затоа што ако ти мислиш дека надвор е опасноста, тогаш веќе има умот некои ситуации на некои стравови. И многу често тие некои стравови се нереални стравови. Секако има и реални стравови, но има и нереални стравови. Сега, ајде да дојдам на поентата.
Имате некој човек кој што сака, главна цел му е да се ослободи од анксиозност и од стравот. Главна цел. Да, треба човек да работи на себе за да открие зашто има анксиозност, зашто има страв. Да го разбере тој подсвесен, реактивен ум, сум го спомнал често, значи тој од таа книга Дианетика, што ја многу ја сакам, и од тој филозоф од Хабард, каде што зборува дека имаме свесен или аналитичен ум, и имаме реактивен ум, каде што се снимени сите трауми, психички и физички трауми се снимени во тој реактивен ум, и се после тоа тие се реактивираат во дадени ситуации и ги враќаат тие стравови од минатото и така натаму, кои што после тоа прават па и нереална слика за животот, поради тоа што многу од тие стравови не се од сега, него многу од тие стравови се од некои минати ситуации кои што се имаат случајно, и секако во книгата има техника како човекот да се ослободи од тие стравови, стресови, анксиозности и така натаму. Но нема да го зборам сега тоа затоа што сум го зборал. Гледате го лајвот на тема како да се справиме со анксиозност и прекомерно размислување на YouTube каналот. Мојот YouTube канал е ДР Зарко Костик. Сега, поентата што ми е, кога ќе дојде некој човек и главната цел му е да се справи со страв и со анксиозност, тогаш уствари тој човек што сваќаш? Дека ја напушта уствари својата главна цел во животот. Зашто ако главната цел му е сега страв и анксиозност да среди, тогаш една работа знаеме. Тој човек веќе ја нема мисијата, ја нема целта во неговиот живот. Но гледайте, ако работиме ние со некој човек и главната цел му е да се справи со стравот, како главна цел, кај мене консултациите се, например, еднаш во неделата, така ли се, секој ден, затоа што треба нешто човекот да промени. Имаме час, консултации, па после тоа имаме пауза, па повторно доаѓа човекот треба да промени нешто во својот животен стил, во животот, од тоа што му го зборам првиот час. Ако е главната цел некој човек да се ослободи од стравот или од анксиозноста, кај тоа цело време ќе мисли само на тоа. А ако мисли само на тоа, он го зголемува тоа. Со други зборови, не може да ти е главна цел да се ослободиш од стравот и од анксиозноста, затоа што тоа значи дека немаш вистинска цел. А за да човекот се ослободи од стравот и анксиозноста, дел од работата, дел не се, зашто треба да работиме и на себе, апсолутно, за да се исчистат тие стравови, анксиозности и така натаму, има техника за тоа, се слагам, но делот решението е да не ти биде тоа главната цел. Зашто ако тебе главната цел ти е да се справиш со стравот и анксиозноста, тогаш ти си толку фокусиран на стравот и анксиозноста, да се друго во животот ти занемаруваш. Фактички тоа што е убавината ја занемаруваш, поради тоа што не ти станува убавината на животот главната цел, сега ти става стравот и анксиозноста главната цел. Сега, што човек ќе мисли, на што човек ќе мисли до наредната консултација? Знаете на што човек ќе мисли до наредната консултација? На анксиозноста и на стравот. А ако цело време мисли на анксиозноста и стравот, тоа го занемарува животот. Ја занемарува убавината на животот и ја нема главната цел која што уствари треба да ја има за да се трне вниманието од анксиозност и од стравот. Ме разбирате што сакам да кажам? И многу често тие луѓе што прават? Они како мерат дали се подобри? Врз база на тоа дал го имаат истото количество на страв или анксиозност или што и да е. Ама ти ако мериш дали си подобро врз база на колку страв имаш, ти па му даваш акцент на стравот. Што значи ќе го зголемиш? Ајде го нацртаме се на табло. Океј. Ја гледаме табло. Така. Ајде да кажем имаме еве човек. Сега негативните работи кои што му се случуваат во животот, ајде да кажем ова се негативни работи. Имате некои негативности, негативни работи. Гледате се што се случува. Овие работи го чепкаат него, му прават малку дистракција, цело време тинг, некои негативни мисли работат на него. Сега, овие се убавите работи во животот, овие се позитивните работи, овие се убавините во животот. Убавени во животот. Видите сега, убавиниве во животот, кои што се тука, у оваа сфера, он ги занимарува, поради тоа што целото внимание што го прави, му дава на ова. Тука е стравот, анксиозноста, негативните мисли, се, он мери дал е бољи во однос на тоа колку страв уште има денеска, мери, дал денеска има поише страв или помалку страв од вчера. Ама он ако го мери стравот како количина колку му е, или анксиозноста, он фактички го става акцентот повторно на тоа. Не го става акцентот на ова. Гледайте, ова треба да е второстепена цел. Не човекот да се обседне
со стравот, со негативните мисли, со едно, друго, трето, зашто ако е обседнат со ова, тоа само ќе расте. Што значи он го напуштил веќе ова. Гледате, он не е на фреквенцијата на убавините во животот, него е на фреквенциите на негативностите во животот, затоа што сега мери дал е бољи или не е бољи во однос на стравот. Затоа што тоа му станало сега обсесија и сега тоа му станува главна идеја. Гледаш, сега проверуваш до каде си. Абе ти ако провериш до кај си, ќе се активира тоа. Еднаш едно дете дое кај мене, ме прашува, вика доктор Жаре, како сте? Јас се збунив зашто мене што не ме прашуваат како си, ја ги прашувам нив како си. Јас се збунив. Му викам, абе уште не сум проверил. Зашто ако ти почнеш да проверуваш како си, човек. Ако ти почнеш да проверуваш како си, ќе најдеш нешто. Ама ти најдобро сме кога не мислихме како сме. И тоа има еден цитат одамна за време на пандемијата. Ми текна. Најдобро сме кога не мислиме како сме. Така, ама ти ако цело време мислиш како си, ти ќе најдеш нешто. Сте виделе некои луѓе што идат на доктори, абе више на докторов му е преку глава тој. Абе тој цело време ке докторов, тој е поише ке докторов отколку дома. И сега докторов после петиот пут не да лава му вика човек не доаѓај виш. Ја не викам да не иде човек да се провери, треба, ама ти 5 пати ако идеш у неделата ке доктор да го прашаш, а докторот ти рекол дека не ти е ништо, што правиш ти цело време? Активираш со самото тоа што си таму по болнициве, по ходнициве, ти го активираш ова. Затоа што сега мериш, сега си на таа фреквенција. 3 магнетни резонанси направил месецот затоа што не му верува на тој првото што му рекол дека ништо нема, и се самото тоа што он иде таму, он е влезен во негативата. Не е влезен во убавината на животот. Не му е ставено вниманието на плусот, не му е ставено вниманието на убавината на животот, туку ставено му е вниманието на нешто што е негативно. Поентата ми е, ставете го вниманието на плусот од вашиот живот. Ставете го вниманието на тоа што го имате. Ставете го вниманието на работите кои што сакате да бидат. Така, треба човек да се провери, треба човек да отиде на доктор, треба човек да се провери притисок, крвна слика, све да отиде. Ама не може тоа да го прави па цел ден. Не може тоа да го прави па цело време. Зашто? Поради тоа што влагаш во тие фреквенции. Зашто кога ќе отидеш некаде каде што цело време мислиш дека ти нешто ќе ти најдат човек. Зашто си го бараш. Е сега, не викам пак, да не ме разберете погрешно, треба да си иде на контроли, на проверки, апсолутно. Ама, луѓе, тука сме за да живееме, имаме живот, имаме нешто што треба да го оствариме, која е нашата мисија, која е нашата цел, што е тоа што треба да направиме. Тоа е тоа што се бара од нас. Даден ни е живот да го искористиме и да оставиме оставштина. Ама која оставштина ти ќе оставиш ако си цело време умислите и се мислиш дал си бољ или не си бољ од вчера, ако цело време се проверуваш што ти е како ти е. Па ти си целосно интровертиран, ти не си со вниманието надвор. А ако си ти со вниманието надвор, тогаш имаш простор. Ако ти цело време мислиш како да му помогнам некој друг, дај да му помогнам на овој. Не што ти е, него на кој да му помогнеш. Зашто ако ти почнуваш да размислуваш во тој смер, на кого да му помогнам, што да направам, што ефект да искрирам јас, како да допринесам на околината, ќе оттрнеш ти мислењето од стравот, анксиозноста или што и да ти е. Поентата е што продуцираш, што си створил денеска. Зашто ако ти знаеш денеска што ти е на агендата и што треба да испроducираш, што треба да направиш, самото тоа што имаш цел, имаш намера да ја реализираш целта, предизвикува некои негативни мисли сами по себе се трнат, затоа што негативните мисли, знаете, има еден термин поук на социјалните медиум, некој да те чепне, поук значи да те допре некој да те закача. Еми тие поук ќе ти прават, ќе те закачаат цело време, ама тоа значи само дека ти им обраќаш внимание, ти гледаш у нив. Што има да гледаш у нив? Глеј у целта, глеј у иднината, глеј у шовешаемната, не глеј у ретровизорот. Затоа што ако ти гледаш цело време у минатото, леле што се деси, леле како се деси, па никогаш нема да искриеш никаква иднина. Животот е напред. Целта е напред. Видите, немате цел која што е во минатото. Целта само треба да биде у иднината. Ако имате цел во иднината, и ако човекот сака да биде херој, хероите викаат еднаш умираат. Знаете, некои луѓе што цело време му мислат, леле ова, леле она, он се плаши. Тој човек се плаши уствари да живе, а он уствари треба да излезе и да живе.
Дал нешто некојаш ќе му се случи, никој не може да знае. Ама еднаш зборував. Знаете, стравот го обожава зборот не. Пази да не, внимавај да не, немој да не. О, некој со двојна негација почнува, немој да не. Сега, почнеш ти немој да не, ти го викаш стравот, зашто стравот сака отпор. Да не се деси, паз да не се деси, немој да не се деси. Ево го стравот. Ако тоа што го, нели има приказна за розевиот слон, немојте да мислите на розев слон. Немој да мислиш на розев слон. Не му стави зелена капа на глава, не му стави бели патики, не му стави бели крилја. Ете го розевиот слон со зелена капа, со бели патики, со крилја. Зашто? Умот не го разбира зборот не. И сега ти ако цело време имаш дефанзивни цели, одбранбени цели, пази да не, внимавај да не, немој да не, тогаш ти немаш офанзивна цел. Ако сакаш стравот, анксиозноста, што е да го немаш, едно нешто што ќе ти помогне, е да имаш офанзивна цел. Зашто луѓето што прават? Они до толку се фокусираат на ова негативно, да заборавиле да играат напад. Ти ако играш напад, ќе даеш гол. Ама ако цело време играш одбрана, ти не можеш да даеш гол. Ако ти цело време се собере тимов, да игра одбрана, што викаат бункер ке нас. Гледате, имате мал простор. Мора да расшириш малку, некоја тактика да направиш, да расшириш, за да имаш шанса да направиш гол. Шанса за гол. Ако ти немаш шанса за гол, не можеш да даеш гол. У животот ти ако играш цело време да не примиш гол, што живот ке е, бе, луѓе. Не може да е некој цело време у бурето. У бурето е безбеден, ама надвор од бурето се пеперутките, мирисите убави, тревата, планината, и некоја змија. Има, и змија има. Што да правиме се? Таков е животот. Има и некоја змија. Има, бе, луѓе. Ама немаш ти да се цело време у бурето, абе ќе се угушиш од нафтата у бурето. Сега некоја девојка повредил некој дечко, друг дечко, треде, она е сега забарикадирана. Не! Нема да прави дейтинг со никого. Затоа што не верува. Имаме прв празник. Верба, надеж, љубов. Мајката Софија, гледате, мајката била, Софија е божица на мудроста. До толку била мудра, што ги крстила керките, тоа е преданието, легендата и така натаму, дека се викале вера, нада и љубов. И љуба. Сега, зошто? Затоа што и вербата, и надежта, и љубовта ве прават небезбеден. Небезбеден те прават. Зашто? Зашто откриен си. Зашто си ранлив? Кога си ранлив? Ти кога си откриен? Ако сакаш да не си ранлив, па со штитник биди цел живот, да не ти удри стрела, добро, нема да ти удри стрела, ама ништо од животот нема да видиш со штитници, бе, луѓе. У животот некојаш човекот мора да пушти штитница и рече, идам да живеам бе со полни гради. Идам да живеам живот со полни гради. Па ако дое некоја стрела, бе, окей. Ама барем ќе ги видам пеперутките, планините, полињата, мирисите ќе ги осетам, знаеш? Не иде човек да е у бункер цел живот. Затоа што мора да излезеш надвор. Тоа е херојството. Тоа е убавината на животот. Да оставиш нешто пози тебе. Што ти е мисијата? Што ти е целта? Што е твојата задача? Што е твојата задача во живот? Што сакаш да оставиш како оставштина? Тоа кога ќе го направиме, затоа што луѓе, гледате ги луѓе кои што биле на мечкин камен, сите паднати борци и така натаму. Зашто паднале? Тие паднале за слобода. За простор. За простор. Што е слобода? Простор. Сега, секој еден кој што е во тој дух на ке оставам простор, ке создадам простор, ке направам нешто, зашто што е креација? Создавање на простор, 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 простор. Секој од тие луѓе бил изложен на ризик. Ама за тоа се херои. Гледате, херојството, храброста креира простор. Што е против отров на стравот? Знаете што е против отров на стравот? Храброста. А што прави храброста? Те прави изложен. Кога си изложен, тога живееш и у тој момент некоја стрела ќе те чепне некаде. До тебе кога ќе дое стрела, дал да речеш, стрела ме погодили. Какви луѓе се за негде. Или да речеш, стреличка. Идеме понатаму. Дај друга цел. Тинг, 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 живееш. Живееш. Сега, ако човекот сака да живее, ќе креира простор. А ако се повлече од животот, ќе влезе во мал простор, ќе влезе во барата, во жабокречината, каде што има само жаби што се жалат и гракаат. Како е лошо, како е за нигде, како све е црно. Не е.
Знаете, кога преземе одговорност за околината, кога преземе одговорност за се околу нас, не е секогаш само до тие што се челниците и на врвот на државата. До нас е, луѓе. Да, до нас е. Не е само до некого, затоа што, ќе ви кажеме на работа, знаете кој најмногу мрчи у еден тим спортски, тој што не игра, тој што не презема одговорност. У една фирма, кој најмногу мрчи? Тој што не работи. Тој што работи, тој што допринесува, тој не мрчи. Гледайте, нашата одговорност и доприносот за нашата околина прави да ја сакаме таа околина. Тој што цело време не допринесува, тој што одзима на околината, тој не ја сака. Зашто? Па затоа што го нема неговиот допринос. Не е негово. Што е твое? Тоа за кое што си допринел. Друго не може да биде твое. А ти знаеш што е твое. Се она за кое што си земал одговорност, се она за кое што си сакал да преземеш одговорност, е твое. Гледате, убавината во животот е да преземеме одговорност, ама одговорноста значи дај да створиме нешто напред, да превзееме некој простор, да освоиме некоја територија на конструктивен, креативен, убав начин, за да ја подобриме таа територија и на тој начин живееме. И на тој начин го сакаме животот. Колку човекот почна да се повлекува од животот, знаете, колку повеќе човекот почна да се повлекува од животот, толку помалку го сака животот. Убав цитат има од филозофот Хабард, вели: одземете го стравот од човекот и ќе одземете неговата малост. Стравот те тера да сте мал. Храброста те тера да криеш простор. Гледате, поентата е во креирањето на простор. Се што ќе направи, да направите простор, ќе ви даде позитивни мисли. Само немојте да се фиксирате и главна цел да ви стане во животот стравот, анксиозноста или што и да е негативното да го снемате, поради тоа што вие му давате живот на тој начин што тоа станува првична цел. Вие му давате приоритет. Ако му даете приоритет на стравот, тој ќе биде уште поголем. Стави го стравот да немаш време за него. Како? Имај време за конструктивни и креативни цели. Зашто ако ти имаш време за креативни и конструктивни цели, тие ти се мисија, немаш време за страв. Ама ако немаш време за убави и креативни цели, ќе имаш време за страв. Ќе имаш цели за анксиозност, ќе имаш време за анксиозност, ќе имаш време за било што, кое што не е толку квалитетно. За да имате време за нешто, мора да го ставите како приоритет. Зашто имаме време? Се за кое што имаме приоритет. За работите за кои што имаме приоритет, имаме време. Ако оставиш стравот и анксиозноста ти се приоритет, ќе имаш време за нив. Ако ставиш приоритет на да ти биде целта, нешто што е креативно, конструктивно, убаво, нешто што сакаш да го постигнеш, тогаш немаш време за страв. Зашто имаш време? Имаш време за живот. Океј, имајте време за живот, немајте време за страв. Се гледаме у среда. Убава вечер. Чао.